Одборот на доверители на Индоминерали денес изгласа, а основниот суд Штип потврди ликвидација за индијската компанија која имаше концесијата на рудниците Добрево и Тораница. Прифаќање на извештајот на стечајната управничка, која што значи подмирување на побарувањата на доверителите со ликвидација, односно со продажбата на имотот. Со ова се надевам дека е најбрзиот начин за да се продаде имотот што е можно побрзо. Претходно доверителите го одбија предлогот на заинтересирана компанија за рестартирање на рудникот. Компанијата Lifestone, која што имаше единствено доставена иницијатива за рестартирање на рудниците, односно за репрограмирање или исплаќање на долговите, таа иницијатива беше образложена пред присутните доверители, при што се пристапи кон гласање. На гласањето најголем процент, односно најголем дел од присутните доверители гласаа против иницијативата на компанијата Lifestone за превземање на работењето на рудниците. Ваквата одлука на доверителите, според синдикатот, за околу 1000 рудари од Пробиштип и Крива Паланка е остварување на нивната најстрашна ноќна мора. Не сме убедени дека може брзо да заврши постапката, што ни беше многу битно и за секој вработен, затоа што тие како стечајни работници им истекува овај месец примањето на надоместок од бирото и сега рачуните може да случи година и кусур да чекаат за повторно вработување. Значи, секоја друга алтернатива освен ликвидацијата сметаме дека беше подобра. Според синдикатот, ова е спротивно на ставовите на рударите. Без да работниците да овластат било кого, тука се представија двајца адвокати дека ги застапуваат, значи, а немаат од нијен работник полномоштво, тоа е едната работа, и втората е тие представници кои гласаа во име на работниците воопшто не побараја став од вработените како да се произнесат денес, а гласаа за ликвидација. Значи, кривични дела во куп. Сепак, одлуката е прифатена и верификувана од сите присутни страни на рочиштето. Ова значи дека стечајната управничка ќе добие дозвола за продажба на имотот и обештетување на доверителите. Вкупно побарување има во вредност од 8,7 милиони евра. Во меѓувреме во тек е конкурс за доделување на концесија за рудниците Добрево и Тораница. Огласот трае до 14 март, а електронското надавање ќе се одржи на 16.